Министре, во Емирати има многу наши државјани кои работат овде. Еден од проблемите се возачките дозволи, затоа што повторно мора да полагаат овде. Дали може би направивте некаков договор за бенефит кон македонските државјани по однос на ова прашање? Ова е прва билатерална посета и прв билатерален состанок на ниво на Министерство за внатрешни работи кој што сме го сториле во историја на Македонија со Обединетите арапски емирати. Имав чест да во текот на вчерашниот ден се видам со вице-премиерот и воедно министер за внатрешни работи во рамки на Обединетите арапски емирати, шејукот Саиф бин Заед, кој што морам да кажам дека беше доста гостопримлив и буквално ни ги отвори вратите за целокупна соработка помеѓу двете министерства. Во делот, особено во делот на ова кое што вие го напоменавте, односно во делот на технологија, ресурси кои што ги има Министерството за внатрешни работи овде. Првично, целта за оваа посета беше подпишување на два многу битни меморандуми за соработка, со првиот, да речеме, ги решаваме во целост врз основа на начало на реципроцитет употребата на возачките дозволи кои што ги издаваме како министерства, а се однесуваат на оние луѓе кои што се наши државјани и престојуваат во другата држава, обострано. Значи, не говориме за туристички посети, туку говориме за луѓе кои што престојуваат континуирано во рамки на границите на Македонија и во рамки на границите на Обединетите арапски емирати. Сега тие нема да имаат трошоци кои што изискуваат илјадници долари, да речеме, еве за нашите граѓани. Информиран сум дека негде од прилика околу 4 до 5.000 долари треба да платат нашите граѓани за да овозможат легално да возат возила во рамки на Обединетите арапски емирати. Ова повеќе нема да биде на нивни трошок, заради тоа што едноставно со подпишување на овој меморандум, нивната возачка дозвола која што имаат во Македонија ќе им биде признаена и овде. Тоа е првиот договор кој што го подпишав. Само да прашам, до сега морале да полагаат? Така е, до сега морале да полагаат за да може да управуваат моторни возила од основните категории на моторни возила во рамки на оваа држава. Имав можност да видам како им функционира софтверот за Safe City овде во Абу Даби. Дали ќе работите и на примена на ваков софтвер и во Македонија со оглед на тоа што кај нас не функционира Safe City барем за прекршоци, сообраќајни и слично? Конкретно во делот на нивниот Safe City кој што ги имаат, можам да заклучам дека е едно феноменално решение кое што го видов на лице место. Ќе дадам само еден пример. Кога пред да отпочнат да го применуваат, пред негде околу 4-5 години, бројот на смртни случаи како последица на сообраќајни незгоди бил негде околу 250. Во 2023 година, бројот на смртни случаи како последица на сообраќајни незгоди е негде околу 130-140. Значи, од прилика негде за околу пола се намалени смртните случаи како последица на употребата на Safe City во рамки на целокупниот процес на контрола, така да кажеме, на сообраќајот преку алатки кои што се придобивка на 21 век. И мислам дека со оваа потврда нашите граѓани треба да бидат убедени дека имплементацијата на овој проект во Македонија, неговата употреба е од огромен интерес за нашата држава. Дали ќе се имплементира со оглед на тоа што мислам дека во Србија тие донира или го имплементира овој систем? Дали разговаравте во таа насока? Разговаравме да ги споделиме знаењата и искуствата кои што ги имаме обострано. Морам да констатирам, за среќа или на жалост, дека се многу понапред од нас. Да, кај нас постои Safe City кој што моментално го користиме, но го користиме исклучиво само за криминалистичка работа на полицијата. Не го користиме во делот на решавање на целокупниот тој несообраќаен хаос кој што го имаме, а е многу клучен. Пак ќе повторам. Само треба да ги земеме во предвид искуствата кои што ги имаат тие во делот на бројките на починете лица. Еве, за ништо друго да не говориме останато, само ова да го земеме во предвид. Заклучокот е дека што поскора имплементација на Safe City, функционална во Македонија, толку подобри резултати ќе имаме
во ова поле. И мораме да го направиме тоа. Веќе имаме ние нели набавено, морам да кажам дека тоа е набавено уште од претходната влада, како дел од опрема која што имаме и се инсталира моментално, но таа морам да констатирам дека се однесува само на 3 града, Скопје, Куманово, Тетово, и се уште и со таа имплементација нема да имаме доволна покриеност на основниот крвоток, да речеме, во Македонија, коридор 8, коридор 10, другите поголеми градови во Македонија. Мора да размислуваме на целосна имплементација на Safe City во насока на употреба од страна на полицијата, се со цел на крајот на денот да имаме помалку сообраќајна гужва и поголема сообраќајна култура и пред се и над се намалување на бројот на сообраќајни незгоди и намалување на бројот на жртви на нашите патишта. Дали имате договор, можеби, или разговор во однос на соработката за спречување на меѓународниот криминал? Вториот договор, кој што го потпишавме, е исто така многу битен, исклучително битен, заради тоа што тоа возможува соработка помеѓу двете министерства за внатрешни работи, соработка помеѓу нашето Биро за јавна безбедност со полицијата која што функционира во рамки на Обединетите Арапски Емирати, во насока на подобрување на целокупната размена на податоци кои што ги имаат двата органи, посебно насочена во делот на транснационален криминал, организиран криминал, борба против тероризам, нелегална трговија и така натаму, сето она кое што е од наш интерес, но секако и од интерес на Обединетите Арапски Емирати. На македонските државјани им треба виза за во Емиратите. Од друга страна, на нивните државјани не им треба виза. Дали, можеби, иако не е ваша надлежност, разговаравте и за ова прашање? Разговаравме и на оваа точка со мојот колега. Морам да изразам огромна благодарност за тоа што првичните информации кои што ни беа дадени од нивна страна е дека ова прашање заслужува посветеност и фокус од нивна страна. Факт е дека Македонија негде од велика година дена пред да бидат укинати визите во рамки на Европската унија на граѓани кои што имаат државјанство на Обединетите Арапски Емирати, постапила и ги укинала визите унилатерално. Така да во овој контекст ние не бараме визи за граѓани кои што потекнуваат од оваа држава. И тоа сме го сториле уште во 2014 година. Така да се надевам дека во иднина сериозно ќе се пристапи и во однос на ова прашање за македонските државјани кои што сакаат да го посетат нели Абу Даби, Дубај и сите оние поголеми градови во рамки на Обединетите Арапски Емирати. Добивме ветување дека сериозно ќе се разгледа ова наше барање. Формално веќе е процесуирано, така да се надеваме дека ќе добиеме најскоро што е можно одговори на ова прашање. Заклучокот беше дека нашите две пријателски земји имаат огромен потенцијал за соработка во иднина. Нивното барање да одредени административни процедури се олеснат во однос на нивните државјани во однос на нивната безбедност. Нашето барање е да бидат укинати визите во однос на нашите граѓани, така да сметам дека и tekako имаме простор за подобрување на односите и tekako имаме простор за подкрепање на едно повисоко ниво. Се надевам дека во иднина повторно ќе се овозможи директна авиолинија помеѓу Скопје, Дубај, Скопје, Абу Даби и навистина целта и наша и нивна е да ја зголемиме размената на граѓани кои што ќе дојдат овде, граѓани кои што ќе дојдат во Македонија, така ќе се зголеми економската соработка, туристичката соработка и така натаму. И мислам дека имаме сериозна шанса да за кратко време имаме позитивен одговор на вашето барање. Се надевам дека тоа ќе биде колку што може поскоро. Ви благодарам многу за интервјуто. Ви благодарам, беше чест како и секогаш.